Вести на Канал 8. Обилните врнежи од дожд поплавија близу 1000 хектари оризови ниви во Кочанско. Поради тоа, жетвата уште на самиот почеток е во прекин 2 недели, а земјоделците проценуваат дека собирањето на реколтата ќе трае до крајот на ноември. Земјоделската механизација, ангажирана за жетвата на оризот во Кочанско, е во мирување. Собирањето на белото злато е прекинато повеќе од 10 дена поради големите количини вода во нивите. Според земјоделците, најсериозна е состојбата во атарот на општина Чешиново Облешево, каде поплавени се неколку стотини хектари, од кои треба да се собере скоро 1/5 од родот. Комбајнерите се во исчекување на подобрување на временските прилики, а земјоделците велат дека и преполнетиот одводен канал кај селото Бања им направил нови проблеми. Комбајните лежат 2 недели у полето. Најавуваат дождови, што ќе се прави, не сме свесни ни сами ние, а нека мислат и они. Но ова година ќе не фане сигурно. Оваа година е многу тешко. Со овие дождове после каналот изли таму напуни ги вода, тоа е нешто страшна работа. Тоа нема знање. Тај дел посебно е страшна работа. Тај канал не се направи толку време, нема кој да го направи. Место да донесат материјал да го појачат они од каналот зема и на истото место веќе каналот направи продор и при што направи поплава на Бањски водатар, во село Облешево, Чифличко, водата се проби во Чиновското поле каде што оризот веќе е во вода. Не може жетвата уште 10 дена најмалку ќе не фати 15 ноември. 1000 хектари се под вода, голема бројка, па нашата општина Чиново Облешево веќе е половина поплавена. Половина овите површини се поплавени, така да жетвата ќе биде тешка, нашите амбари ќе останат празни и не знам каде ќе ја наѓеме вината. Дополнителен проблем за реализирање на жетвата е што оризовите класија се полегнати и скоро целосно се под вода. Тоа значи дека заради зголемената влага зрното ќе треба да биде подложено на сушење, зашто земјоделците ќе мораат на преработувачките капацитети да им платат дополнителни 2 денари од килограм арпа. Директната штета што можат да ја претрпат поради намалениот квалитет на реколтата се проценува на околу 1 милион евра. Од вкупно засјаните близу 5000 хектари досега се ожнеани незначителни површини. Така што целиот род, што се очекува да тежи 30.000 тони оризова арпа, се уште е во нивите. Според земјоделците, ако потрае ваквата состојба, жетвата ќе се пролонгира најмалку до средината на ноември. Министерот за труд и социјала Спасов во Виница го промовираше почетокот на третата фаза од проектот за целосна реконструкција и реновирање на центрите за вработување и центрите за социјална работа. Проектот е финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, а ќе се опфатат вкупно 42 објекти кои се под Министерството за труд и социјална политика. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски и представникот на делегацијата на Европската Унија во Македонија Мауро Ди Вероли во посета на Виница направија увид во Центарот за вработување кој се реновира, како и на Центарот за дневен престој за децата со пречки во развојот. Посетата е во рамки на проектот договори за работа како поддршка за процесот за унапредување на активностите и услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија, финансиран од ИПА програмата на Европската Унија. Ќе се опфатат вкупно 40 објекти, односно 30 објекти на центрите за социјална работа, 18 центри за социјална работа и 12 дневни центри и исто така 12 центри за вработување. Ова представува значајна инвестиција од околу 2 милиони евра за целосно реновирање на овие 40 објекти. Очекуваме реновирањето и реконструкцијата да заврши во наредните 8 месеци и практично со реализација на оваа фаза ние ќе заокружиме целосно, ќе го заокружиме реновирањето на центрите за социјална работа широм општините во Република Македонија, додека пак исто така ќе бидат реновирани и реконструирани 12 центри за вработување. Преку овој проект ќе се подобрат условите за работа и условите за прием на странките и во двата центри. Се работи за објекти кои што се постари од 40 години и одамна беше потребна нивна реконструкција. До 2016 година се очекува целосно да се финализира и реновирањето на центрите за вработување и на центрите за социјални работи. Во Источна Македонија ќе се реновираат центрите за вработување во Делчево, Виница и Кочани, додаде Спасов.
Виница ќе добие центар за вработување во стилот на европските центри за вработување, во кои што сите услуги се добиваат на едно место, без одење од врата на врата, истакна директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Оваа година имаме план да реновираме 12 центри кои што ќе бидат финансирани од Европската унија и еден центар кој што ќе биде директно финансиран од буџетот на Агенцијата за вработување во Кратово, кој што ќе биде 13-тиот центар кој што ќе биде приспособен на новите услови за работа. Јас се надевам дека и граѓаните на Виница и оние граѓани кои што ќе реновираме центрите ќе бидат задоволни од услугите, нормално и од оној простор каде што ние работиме и оние кои што ќе добиваат оние услови кои што се многу битни за нивно вработување, односно за само вработување доколку користат некои од нашите мерки. Во Виница само вработување на број 1, каде што имаме доста апликации, потоа имаме субвенционирано вработување, обука за познат работодавач, практиканство, така да нема некој што може да го одвоиме и нормално и проектот Македонија вработува. Проектот, рече Спасов, е надвор од програмата на владата на Република Македонија, но сепак се успеало да се изнајдат средства. Ова е трета и последна фаза од реновирањето на центрите за социјална работа. Двете фази завршија и преку нив се реновираат 11 центри за социјална работа. Преку последната фаза ќе се реновираат уште 18 и практично ќе остане само Скопскиот, за кој што дополнително ќе се бараат средства со цел да се реновираат сите центри за социјална работа, заврши Спасов. Виница е една од општините во Република Македонија со најмал број невработени. Во моментов има 710 активни баратели на работа. Од активните мерки кои што се спроведуваат, најголем интерес има за проектот Македонија вработува. Центарот за вработување во Виница е еден од центрите во Републикава со најмал број на невработени. На списокот има вкупно 710 активни баратели на работа. Во Виничкиот центар за вработување се спроведуваат сите активни мерки, но најголем интерес има за проектот Македонија вработува, преку кој во 2015 година се вработени 68 лица, истакна раководителот Орце Христовски. Најголем интерес има за проектот Македонија вработува, каде од јануар до денес се вработени околу 68 со ослободување од придоници, што млади до 29 и дел од другите групи, другите старосни групи. Исто така имаме само вработување, каде се подпишани веќе 10 договори, потоа имаме субвенционирано вработување, имаме обука за познат работодавач со субвенционирање, каде веќе се вработени 13 лица и голем дел практиканство, кои се заинтересирани за практична обука во некои од работодавачите. Останати мерки кои се реализираат во моментов се кредитирање на правни субјекти за кои исто така има голем интерес, но за кои ќе биде одлучено во наредна фаза, додаде Христовски. Бенефит од реконструкцијата ќе имаат сите граѓани на општините каде што се реновираат центрите за социјална работа и за вработување. Европската унија ќе продолжи со поддршката на ваквите проекти, рече при денешната посета на Виница представникот на делегацијата на Европската унија во Македонија Мауро Ди Вероли. Проектот кој што беше промовиран во Виница договори за работа како поддршка за процесот за унапредување на активностите и услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија е финансиран од ИПА програмата на Европската унија и од големо значење за сите граѓани на Македонија, истакна представникот на делегацијата на Европската унија во Македонија Мауро Ди Вероли при денешната посета на Виница. Задоволство ми е што денеска промовираме два значајни проекти за граѓаните како на Виница, така и на целата Република Македонија. Средствата се обезбедени од ИПА програмата на Европската унија. Едниот проект за реновирање на центрите за вработување чини 1 милион евра и ќе се реконструираат 12 центри за вработување, а останатите 1 милион се за реконструкција на уште 20 објекти ширум Републикава, и тоа 18 центри за социјална работа и 12 дневни центри. ИПА програмата на Европската унија ќе продолжи со финансирање и поддршка на вакви и слични проекти кои се од голема корист на сите луѓе, заврши Ди Вероли. Врнежите од дожд им направија проблеми и на сопствениците на дуќани за текстилна стока во трговскиот центар во Кочани. Водата навлезе во внатрешноста и ја оштети гардеробата, што неодамна била донесена во пресрет на зимската сезона. Нерешениот одвод на атмосферската вода за зградите во блокот Б на трговскиот центар им направи проблеми на сопствениците на дуќани на приземјето. Собирните цевки од покривите се излеваат на плочникот што служи како покрив за дуќаните,
а шахтите често се затнати, па водата пробива во внатрешноста на дуќаните. Дуќанџиите велат дека се приморани сами да ги чистат шахтите, но и тоа не помага многу, затоа што и тие не можат да ја соберат сета вода кога врне. По обилните врнежи во текот на продолжениот празничен викенд, из утрината затекнале поплавени простории, со оштетени ѕидови и електрична инсталација, а голема штета има и кај стоката за продажба, посебно во бутикот Селект. Можем да кажем околу 4 сантима има вода, значи сета таа вода е навлезена во нашиот дуќан, исто така делот каде што ни се наоѓаат камерите, печката, значи се што е поврзано со струја ни е веќе под вода, голем дел од гардеробата ни е уништена, значи имаме штета од неколку илјади евра и не знам, значи мора некој од надлежните што се во општината да превземат мерки да се санира ова, затоа што ова не е прв пат, ни се случува неколку пати, но овој пат е највеќе до сега што е било. Трговскиот центар немал посериозна интервенција за реконструкција уште од времето кога е изграден пред повеќе од 3 децении. На неколку места цевките за атмосферската вода се оштетени, па таа тече под зидовите наместо да се насочи кон шахтите. И плочките на плочникот се искршени и недостасуваат на повеќе места, поради што водата без проблем навлегува во дуќаните, додаваат нивните сопственици. Ништо не е превземено до сега. Значи овие плочки се уште од кога се ставени и никогаш ништо не е превземено. Не знам, валјда ние сами ќе си ја поднесеме штетата. Собствениците на дуќани бараат од општината да преземе мерки за санирање на состојбата, затоа што редовно ги подмируваат давачките кон неа. Условите во кои сега работат се под стандардите за извршување на дејноста. Денот на македонското востание во Кочани беше одбележан со традиционалното положување свежо цвеќе на спомен обележијата. Во активностите се вклучија представници од Сојузот на борците, од општинската администрација и од Советот на општината, партиски и представници на Сдруженијето Јосип Броз Тито. Неработно и скромно, без поголеми свечености, помина прославата на 11 октомври во Кочани. Буките свежо цвеќе на споменикот на слободата на Лукубија положија делегации од локалната самоуправа и од Советот на општината, како и членови на раководството на Сдруженијето на борците од Кочани. Своја делегација на положувањето од цвеќе имаше и општинската организација на СДСМ. При тоа представниците од делегациите им оддадоа почит на сите борци од Кочанскиот регион кои се вклучиле во антифашистичкото востание на македонскиот народ и кои за слободата ги дале своите животи. За представниците на Сдруженијето на борците, 11 октомври е еден од најсветлите датуми во македонската историја. Македонскиот народ се приклучил кон сојузниците и војувал против нацистичка Германија, фашистичка Италија, односно против тројната осовина Рим, Берлин, Токио. Војната траела 4 години, во која учествувале околу 110.000 борци од Македонија, од тие загинале 24.000, паднале на бојното поле и тоа е во проценти околу 26% од борците загинале во текот на народно-слободителната борба. Во одбележувањето на празникот се вклучија и членови на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито. Тие масовно дојдоа во паркот на Револуцијата, каде положија свежо цвеќе на бестите на кочанските правоборци Љупчо Сантов и Раде Кратовче. Точно е дека оваа година сме побројни на овој значаен ден за македонската историја и да се надеваме дека до година ќе бидеме уште побројни и дека ќе продолжиме да прославуваме и да оддаваме почит на тие кои што ги дадоа своите животи за оваа слобода во која ние денес живееме и се радуваме. Трендов додаде дека активностите на Сдруженијето Јосип Броз Тито во одбележувањето на значајни датуми од историјата наидува на се поголем одзив меѓу граѓаните, што според него е потврда од и нивната определба се препознава како непартиска и неполитичка. И за крај спортската информација. Спортскиот викенд за представниците од регионот беше фудбалски. Прволигашките женски екипи забележаа победи. Осого го ремизираше на гости, а Слога 1934 е поразена. Пионерските екипи на Фудбал Старс имаа половичен успех. Кочанските представнички во првата фудбалска лига за жени имаа одличен настап во рамки на четвртото коло, што се играше за време на продолжениот празничен викенд. Теренот на стадионот Никола Мантов беше тежок за игра, со оглед што скоро половина од него се најде под вода,
но тоа не беше проблем за нашите девојки да постигнат победи против своите противнички. ЖФК Кочани беше домакин на надпреварот со спортски центар Истатов од Дојран и забележа висока и убедлива победа од 6:0. Со тоа како фаворит на првенството, екипата останува во борбата за врвот на табелата. Тимот на Младост ИДНС пак исто така забележа победа и тоа со резултатот 3:0 против екипата на Речица. Во третата фудбалска лига Исток се играше седмото коло, при што и Осогово и Слога 1934 гостуваа. Осоговци имаа половичен успех, извлекувајќи нерешен резултат на надпреварот, што како гости го играа против Каменица Саса. Иако надпреварот заврши со резултат 2:2, оценка на познавачите на фудбалската игра е дека главниот судија Тодоров направил грешки при постигнувањето на вторите голови за двете екипи, затоа што стрелците се наоѓале во недозволена офсайд позиција. Слога 1934 пак играше во Штип на средбата со Баби и се врати поразена со 2:1. Помладите пионери на фудбал Старс имаа успех против екипата на Нью Старс, забележаа победа од 3:1. Нивните повозрастни колеги во пионерска конкуренција претрпеа пораз со идентичен резултат од истата екипа. На табелата во категоријата на помлади пионери, фудбал Старс е на првото место со освоени 15 бодови, додека пак пионерите се на предпоследно 7 место со само 1 реми и 1 освоен бод. Толку во овие вести и повеќе информации на канал 8.mk. Довидување.